Добрый вечер, дорогие приятели. Некои убав съм саквам, она што е ќе река спам. Вечера ќе зборуваме во моја видео анализа, ќе биде малку глобална сцена, бидејќи само заобрива, а ова е клучна година 2025, бидејќи деветка, а деветка е крајниот број во едноцифрен број во нумерологијата. Но пред да започнам мојата видео анализа, уште еднаш ќе ве поканам, оние кои имаат желба да ги следат моите видео анализи, дали од глобалната политичка сцена, дали од домашната или од астрологијата, треба на YouTube канал, на мојот YouTube канал, да притиснат на копчето subscribe или претплати се бесплатно и нормално, ако се допаѓа видео анализата, да стават лайк. Исто така може да ме следат на Instagram и на TikTok, како и на мојот профил на Facebook, моите групи, странци и така натаму. Значи, вечерва ќе зборувам да е интересна тема. Мене многу не ме зачуди доаѓањето на Доналд Трамп, повторно на власт, световно сват, од причини што сад влегува во една дупка, кажано, или жив песок на економско постојно војно поле. Они минатата година, дали во почеток или на крај, должа да има надворешен долг околу 36.000 милиарди долара. Само за илустрација да ви кажам, кога Трамп беше на власт, они беа околу 20-22, значи за време на демократите уште 50% се задолжени, а со формирањето на БРИКС и доаѓа до делоризација, БРИКС се обидува да формира резервна светска валута нивна, што значи нафтата и гасот се продаваат веќе во јани или рубли, зависи кој како, но не и долари. Саудска Арабија имаше договор од 50 години со САД, како Емирати, таму тој договор помина да се продава нафтата во долари и Саудска Арабија склучи договор со Кина и продава нафтата во јуани. На вечерва нема да биде толку економската гледна точка. Ќе бидат овие два председателя што гледате зад мене, тоа е господин Владимир Путин и господин Доналд Трамп. Значи, врејското лоби го донесе Трамп повторно, бидејќи Америка почна одната да се распаѓа. Не е случајно што сака да ги испали емигрантите, бидејќи занимаат работа, а Америка се наоѓа во голем економски колапс, тоа е најзадолжена земја, поне е Велика Британија, трета е Германија, четврта е Франција, пета е Јапонија, шеста Луксембург, седма Италија. Еве една соседна Србија должи на 108 милиона, 108 милиарди долара во моментот, пазете, а Словенија должи околу 45 години, а Хрватска 6. Значи тука се. И влегување во Европска унија мене се смешни, се притичне, тоа е влегување во една должничка криза. Значи, не беа случајни изјавите на Доналд Трамп, председател на САД, дека сака Гренланд да го купи, Канада да ја присвои, тоа бидејќи они се зависи, немаат доволно ресурси, например, ураниум купуваат од се уште, дали е прекинато од Руската Федерација, како и дизел, а Гренланд има ресурси, ама ви да ги почнете да ги експлоатирате и треба техника, време и години, за тоа време пропаѓате и дали ќе бидете муки финансиски прашања. Канада веднаш му одговори со не и санкциите, поточно тарините што сакаше да ги воведе, се непромислен потек, бидејќи се одрази и врз американската економија. Втора работа,
Sad и запад се губи војната во Украина, кој што има и у видеото, во описот на видеото. Украина целосно ја тоа каже уште кога почна конфликт, ја иде под руска капа, но постепено, значи прво почна со кај што е главно руско подрачје, тоа е Донбас, Херсон, Запорожје. Само за илустрација, малку ми беше смешно пресатовно со Доналд Трамп, кога спомна редките метали меѓу и енергијата литиумот и други кои бараха од Зеленски, а тие се во најголем процент во Донбас, значи оно што веќе усо одведено во рускиот сустав, тоа се Донбас, Херсон и Запорожје, понатаму се оде на Харков, кој исто така руски град, на Одеса, исто кој руски, Катарина Велика е основа. Им се знае дека веќе влезен во рускиот сустав. Што значи, од Украина ќе остане киевскиот дел и најголемата е Скрепа. Дали има не споменува или нема, не може да кажам многу. И житницата колку ќе е, прашајам бидејќи BlackRock компанијата им нешто купена, ама тоа се првни джабе пари. Но господин Доналд Трамп, бидејќи човечки да секој да го кажеш, човекот, тоа е лично што не започна ни една војна, сека да го предупредам на неговата безбедност, зашто велам го. Ја многу пати укажував дека сум дипломиран аналитичар, но дека студирав по Белград, во Негосонски студионаство, ги истражував астрологија и парапсихологија, значи од 83 година наваму. Никој што сум рекол дека сум астролог или парапсихолог, иако ми и предавања, прајност, мислам, астрологија, потврка кажано, за парапсихологија има покани, неколку, ама не секам. Значи, астрологијата и парапсихологијата ми помагаат во моите анализи. Но никош не сум рекол дека сум ниту астролог, ниту парапсихолог, од причина што немам диплома, имам диплома за од Југословенски студионаство, си сме група аналитичари. Предпоследна генерација 86, и да се велам јас обновен. Но во прилика, во моите анализи, ќе искористам астрологијата, значи господин Доналд Трамп, председател на САД, дојде на власт кога Марс беше ретрограден. Он тргна ретроградно од 6 декември, неговата инаугурација беше на 21 јануар, а у првата недела, мислам дека на ноември, тогаш Јупитер беше ретрограден, кога он дојде на власт, а Марс покасно тргнал. Ама не беше уште неговата инаугурација, значи кога беше инаугурацијата, он беше ретрограден. И Марс е ретрограден сега до 24 февруари после директор. Господин Доналд Трамп има големи опасности во мај месец, кога Марс ќе биде веќе во еден сексил со неговото сонце, атомно збора, инаку Марс му е вател на 9-та куќа, се наоѓа во 12-та, значи или ќе биде во болница предстои атентат од непријатели, али од странство, да кажеме, или од друга вредна нација. Знаеме дека неговата постара ќерка е мажена за угледен евреин и евреите го донесоа за спас, да кажеме. Инаку, интересна работа која е Библијата, прашање, ја имам проучувано, просудирано, Стариот Нови Завет, Тората, Талмудот, значи еврејската исто, јудеизмот, пардон, Багавдгита и индиската религија до некаде. Една грешка прават, значи Мојсија, кога Бог му е покажува ветената земја, не е Израел. Веќе они се таму изгонати,
Тоа САД има и некаде дали во текстот државата, достатоци се записи од тоа и не случајно самите евреи кажуваат и некои други дека САД е нивната најголема колонија. Ова што сака да купи Палестина, мислам, ова е Белна Палестина кај што се, тоа е голема грешка, тоа само Израел ќе го уничи до крај. Најпаметно израелците ги пресили во САД. Таму ќе бидат најбедни и они. И ако земе и минат, што е просудирано, и као аналитичар, се запрашав многу пати Атлантида дали е била на местото на денешен САД. Зашто го велам ово? Вели дека е уништена под вода, а знаме дека САД од двете страни, источни и западни брег, се под вода, а самиот САД лежи на нуклеарка, тоа е во Елусон паркот, во Лукано, кој која тоа ќе проработи. И од таа гледна точка, иако е добро просудирате Библијата, тоа вели се изгради Вавилонската кула со цел да се дојде до боговите. Вавилонската кула, ако е добро просудирате, тоа е денешните мигрантите станици што се градат и обидот за патување во Вселената. Сам тоа го пишу мојата книга која не е завршена, Библијата од мојот ъгъл. И во Библијата вели народот да почнува да зборува со јазик. Тоа е, мислам сега англискиот се главен секаде. Еве за компјутери, комуникација во Велика Британија не е толку голема држава. Значи, историјата на човештвото или на земјата се повторува. Во таа книга убаво објаснувам што пишувам, дека земјата обична лабораторија на вонземјаните. Но сега тоа не ми е целта, целта ми е да го предупредам господин Доналд Трамп. Иначе наопасен месеци сам во крајот на јуни, кога двата Марса ќе бидат во конјункција, некој Марс, негов натвор е во 12-та куќа, владете на 9-та. Значи, ќе го убијат некоја страна или може да заврши болница или насилно. Се не го посекам тоа нормално, тоа е се представам што не започнал ни една војна. И си избреда со многу работи, прво не ќе може Газа да ги исели, тоа се на 2 милиона палестинци таму. Гледам тешко дека го окупи, и да окупи тешко за експлоатација, а Канада нема да може да присвои. А подлабоко влегува до криза. Јас сеќавам за време на демократите САД мораше Конгресот да донесе закон за да се зголеми долгот на САД, за да може да се исплаќаат пензиите и администрацијата. Самиот Доналд Трамп му кажа дека ќе има отпуштање многу од администрацијата што работат од дома и така натаму. Ќе влегува во една голема економска криза. Тие кога се економски немоќен, ти си немоќен и воено, камо ли да купуваш или било што. А сад и преси граѓанска војна, зашто го велало? Интересна работа, во минатиот мандат, Доналд Трамп беше 45 председател на САД, 4-5 е 9, а 9 е крајен или едноцифрен број во нумерологијата, а сега е 47, 47-11, тоа е еднаква водолја, значи до револуција. Може да дојде до граѓанска војна во Америка, бидејќи Калифорнија, Тексас, Флорида барат осипување и осамостојување. На тоа работи и БРИКС, мислам, поточно Русија, Кина и остатокот на светот, бидејќи оно што му се подготвува на Руската Федерација, најверојатно ќе се случи на САД. Израел ќе биде уништен, сами ќе се уништувајќи Америка, бидејќи федералните резерви се под нивна капа. Еврејски компании го печатат доларот, но нема више кој да го купи. Затоа си иде на дигитална валута, што е воздух за мене, па и ова е.
da nekada vodu, ako imate pari u banka, ili ги имате само на книжка, ваше се само уложите у џепот и подушка што ќе ставите. И некој кај господин Владимир Путин, интересно е и неговата надвуката да ќе погледаме. Он ово го прави на база на финансите, го кажав многу пати, уште пред 20 години го пишував за него, кој ќе владе на финансиска база. Што направи? Прво направи Шанграј лигата, потоа Евразиската унија, за да го штвакне. Потоа дојде БРИКС, каде што са 55% од населението на земјата. Он има опасности некаде до 24 февруари, кај него Марси ретронали во 9 куќа во странство, значи не му полно патување до март. После тргнува во една офанзива и некој им поднак Шкорпија, значи наш владеи со Шкорпија и Совен, а овенот му е во 6 поле. Така да најкасно, можам да кажам, до август месец, Украина ќе биде целосно под руска капа. И не знам како може Доналд Трамп, господин Доналд Трамп, не сум пресватил на сад, да зборува со Зеленски да му враќа долгот со минерали кои ќе бидат под Русија, действително ако Русија се согласи да даде или САД и Русија да се спојат. Трето нема. Драги пратви, толку за сега во моја видеоанализа. Предстои интересни проекти, аз сала да им препорачувам да се откачат полека од Европската унија, која ќе се распадне многу брзо. Значи, нормално, треба да кажем, ние сме за Европска унија, али да газат топката и да не одат ко прле пред руда, бидејќи доаѓа до глобални промени, кој што реков на почетокот, ова е 2025 година, кој ќе собере оно што го кажа за Трамп, кој беше 45 писател, пак е 9. Значи, ова е крајна кога ќе се распаѓа новиот свет и ќе се гради нов мултиполарен свет. Значи, ќе мора да дојде идеал реорганизација на Обединетите нации и многу други работи. Затоа треба да се гази топката, да се гледа само борбата во моментот и ништо повеќе. Драги пријатели, ви посакувам добар сон, они што спијат, добар секој ден што е пред нас, тоа е петок, четврток, но уште еднаш ќе повторам, оние што има жал. Да ги следат моите видео анализи, дали се политички, дали се социолошки, треба на YouTube да присутна subscribe и препотпи се. И ако се допаѓа анализата на копчето, лайк да стават. Тоа е ваша желба. Иако може да стават на YouTube, Skype, на TikTok, на мојот профил на Facebook, на моите страници на Facebook, групи и така. Во сите групи. Денеска добар сон, Македонија пред се, бидејќи она е не уништила, сите кои се обидат да уништат Македонија ги снема и се распартаа.